гледачи, добар ден. Конечно Вардар, ново излегување на нашиот фудбалски најголем бренд на европската сцена. По пауза од една година, вардарците во квалификациите од Лигата на шампионите. Ова се првите кадри од ГСП стадионот во Никозија, каде што Вардар му гостува на кипарскиот најуспешен клуб АПОЕЛ. Првото излегување на европската сцена во Лигата на шампионите, односно во Купот на шампионите, беше против големиот Порто. Последен пат Вардар играше исто така против европски великан Стеау од Букурешт, кога беше елиминиран предминатата година. Сега доби еден противник кој што не е толку атрактивен, но сигурно ја има фаворитската улога од различни причини. Но веруваме дека Вардар со искуството што го има во својот состав ќе се обиде да му парира, а во реваншот можеби да го елиминира АПОЕЛ и да влезе во второто коло, квалификацијско коло од Лигата на шампионите. Веруваме дека во престојните 90 минути ќе го видиме Вардар во вистинскиот елемент. Со колегата Горан Милковски ќе ве водиме низ овие предизвикувачки 90 минути во Никозија. Веруваме дека ќе уживаме во она што ќе ни го понуди нашиот шампион, затоа што веќе втора година се билда, се гради еден квалитетен тим со искусни, прекалени македонски интернационалци, кои што во најголем дел од својата кариера го носија и дресот на македонската репрезентација, некои се уште актуелни репрезентативци, заедно со уште неколку теми на засилување кои што ги има на располагање на македонскиот шампион. Во секој поглед на домакинот, почеток на надпреварот. Дојдовме судијата Алиар Агаев од Азербејџан, го води овој надпревар, му помагаат Зейналов и Хашимов. Интересно, двајцата се шпанци, а овој е холандјанец. Сега да видиме Жан Фелипе, нафрлена топка, ова е шанса за Вардар. Прекините, меѓутоа не успеа тамо, ми се чини се шири сега играта. Центар шут кон Ивановски, ми се чини беше тоа и сепак затворија. Трета сезона во дресот на АПОЕЛ, своевремено многу надежен бразилски играч, репрезентативец на селекција до 17 години. Ова е уиграна варијанта, удар и изворедна интервенција на Пачовски. Браво, Томче Пачовски. 42 минута, изворедна акција на фудбалерите на АПОЕЛ, наседна на оваа варијанта фудбалерите на Вардар. Погледнете само како лесно му дозволија да дојде до ситуација за гол, овој од прва со натрешно ефе, но Пачовски трет корнер за АПОЕЛ. И ово не е баш добар сигнал. Погледнете, уште еднаш Пачовски брани, она што рековме пред неколку минути, кога мораше вардарци да бидат поагресивни, кога има играч повеќе, веќе 4-5 минути. Но сега веќе треба да се одбранат овие 3 завршни минути. И ќе се обидат Леал. И голема шанса за АПОЕЛ, удар и крај голот среќа. Трета голема 100% шанса за фудбалерите на АПОЕЛ, останува нереализирана. За среќа на Вардар, топката. И само една таква дисциплинирана, пожртвувана игра може да ги дезорганизира домаќините на овој меч. Антонидес, односно Мораис беше тоа капитенот. Еве голема шанса сега за... И прекрасно одбрани Пачовски. 62 минута, се уште трае опасноста, имаше таму и офсайд. Но добре. Води топката во корнер или гол аут, да видиме. Ако некој ја одби, ова е големата шанса за домашната екипа. Погледнете. Мајсторски Пачовски. Извонредно. Девин Сенти, меѓутоа налета на Пачовски во 16-тникот, сите расположиви сили се разбира. Асани ќе центрира, но ниска топка и уште еден корнер. Овој Патагаев не дозволува. 0-0, одличен резултат за Вардар. Успеа да пребродат, еве го јунакот Томе Пачовски, трагичерот е Луис Леал, 3 фантастични шанси, но Вардар еве успеа да го преживее овој амбиент на ГСП стадионот во Никозија, каде што предходните екипи од Македонија не успеваа, и ова е одличен резултат за пред реваншот во Скопје, каде што Вардар видовме дека може да се надигрува со АПОЕЛ и дека ќе има добра шанса да му се приклучи на работнички во наредното коло во Европа.